Се уидисав. Битолски зборови ќе користиме? Битолски зборови во југо сме. Прв пат се возиш во југо, а? Прв пат, најпрв пат. Најпрв пат се возам во југо. Дали ти е комотно? Ми беше животен сон да се возам со југо, пошто тие што имале југо оделе директно во рајот. Така велат, да. Така велат. Пошто пеколот го врват сега. Ама мене ми е многу комотно и многу убаво. Така да мислам дека во рајот може да биде екстра награда. Да. После југот. Значи ќе се дружиме во рајот, а? Сигурно. Готово, чекај да видиме бубица ти кладов? Не. Не ми кладемо. Тргнавме без бубица. Ајде да застанам овде да не правам гужва негде, ама се слушаш. Многу фаќат овие бубиците, многу бесен. Квалитетни. Квалитетни, како нешто да продавам сладки. Ајде вака, кај сме? Ајде. Вака е ова се реалити шоу гледаш и некогаш и ова ќе се случва. Добро Ја е. обожавам емисијата. Прво да ти кажам, Спонтано. прекрасна е и многу е и едукативна и мотивирачка за луѓето кои што ја следат емисијата од причина што многу работи кои што ги имаат во професионалниот живот, нели нашите сограѓани, ние не ни се познати. Да. А за младите е нешто прекрасно да знаат како да се насочат и како да се движат во животот. Така, искрено не очекував дека ваков одзив ќе има за емисијата, дури еве на денес кога снимаме, отворив TimeMac и видов дека ексклузива имам во емисијата која што сите портали од Македонија пренесува. Така да, еве, води да речам во супер линија. Иначе заедно со мене е Клаудија Лутовска. Така се уште. За сега. За сега. Клаудија Лутовска, јас ќе ја речам жена борец, бидејќи ја познавам многу долги години и е жена која што се избори сама, буквално сама, така, да, со две деца, кои што му се неголема поддршка во животот и стигна да биде една од најуспешните битолчанки во градот, ако можам така да кажам. Така работиш турбо, константно да не претерваме. Абе ќе претераме, ајде, па ти се едно претервање, што не претеравме, па се за тебе. Фала ми. Да, вистина сам убаво изборувам за тебе, позитивна енергија од секогаш, сакам луѓе кои имам гости кои што ми се со позитивна енергија, така некако југото и самото си бара да носи позитивни луѓе. И црвено е љубовно. Љубовно, да, така е. Иначе Клаудија, јас ја запознав на мој 5-16 години и кај не одев на спремање на англиски јазик. Тоа што го знам од Клаудија. А знаеш англиски барем? I speak English very well. Спикаш. Only my accent is not working good, but I'm trying. Ќе работиме и на акцентот. But I will manage it. Јас така, знаеш како кога ќе работам вака со странци што ќе идат, например, не често, али се случва да имам странци со кои што работам и се мораш на англиски, ма бораш, не се разбираме на друг јазик и стално се смеат за мојот дијалект на англиски. Јас имам пријател во Германија што вели вака, сега на англиски ќе се го кажеме. I can understand everyone who speak English except the Englishman. Најчесто така, да, имаше еден рил, нели излегва американец и британец се среќаваат и се британецот во кафана, американецот келнер. И му порачва нешто и му вели, леле, извини, преведувачот не ми е тука. Бара-вара, тие го што вело, нешто, бара-вара. Да. Така е. Ајде да видиме за тебе сега, вака малку да се фокусираме на она што го работиш. Ќе почнеме од кај си моментално и ќе се вратиме после назад. Може и моментално си каде, на што си фокусирана, кај ти е акцентот на работата? Моментално, во овие последните 7-8 години, јас сум сконцентрирана на развој на бизнис секторот. Да. Значи, многу внимание посветив да создадам еден силен тим, професионален, бидејќи без знаење буквално нема успех. Точно. Значи, знаењето е првата работа, а втората работа е менаџерскиот дух на оние кои што ја водат или создаваат, креираат компанијата. И кога од сите аспекти нештото ќе се осознае, ќе се прифати, ќе се детектира и ќе се проектира, многу е по-реално да очекуваме дека таквиот мал бизнис, голем бизнис ќе има успешност. Така да во моментот мојата компанија Set-Team Consulting работи на неколку проекти, не се нафаќаме повеќе од 10 проекти годишно, бидејќи не одиме на квантитет, туку одиме на квалитет. Браво. И тој квалитет носи нови вработувања, носи нови производи, нови продукти, нови услуги, иновативни решенија. Некогаш идеите дури се потекнуваат од нашиот тим, па на некој начин нашите компании ги поттикнуваме и ги частиме со иновација. И тука некаде
Значи годишно со 10 проекти се затвора цела таа тимска работа. Точно. Значи во мојот тим има машинци, без машинците нели не можеме да типуваме дека ќе направиме добар тендер за набавка на машини. Има градежници, урбанисти, архитекти, исто така професори, морам да ги споменам професорите што се за маркетинг, за промоции, за човечки ресурси и исто така работам со две компании кои што имплементираат и сертифицираат стандарди со кои што на некој одреден таргетиран пазар една компанија може здраво да настапи со тоа што го бара тој таргетиран европски или источен пазар. Така. Тоа е она што во моментот се Значи работи. да појасниме сега, компаниите, фирмите кои што добиваат услуга од вас, Така е. мора да исполнуваат одредени стандарди, така? Компаниите не мора ни да исполнуваат стандарди, но треба да почитуваат и да имаат желба да соработуваат, да ги исполнат. Со сето тоа кога ние ќе ги осигураме исполнувањето на условите, можеме да ги носиме во некои проектни програми, од каде што добиваат неповратни средства или се кредитираат. Да, се тука е многу интересно ова за сите фирми, така? Така. Големи, мали, микро, средни предпријатија, тоа како оди? Буквално за сите За или? сите има програми во кои што се поддржани. Да. Сега како на пример да се пристапат? Јас верувам дека голем број од барем ако не овие микро предпријатија што се мали предпријатија, верувам дека од нив не се ни информирани за што станува збор, па ајде да ги запознаеме малку и зашто е добро да се соработувате со твојата компанија. Значи, како мојата компанија има повеќе во државата, многу солидни консултанти се случија во последниве десетина години, кои што многу посветено соработуваме Да. со компаниите, но и меѓу нас. Значи, јас соработувам и со две конкурентски фирми и кога имаме неколку проекти кои што не се за нас, ние ги предаваме. Значи, кога кај нас ќе се обрати некој за помош или за поддршка или за соработка, ние веднаш, ако не можеме, ние му го предлагаме соодветниот тим. И тука нема промашување. Значи не можеме да гарантираме за некој што не е солиден. Гарантираме за некој што навистина е професионалец. Спомна еден многу убав момент, соработувам со две конкурентски компании. Точно. Зошто е добро да се соработува со конкуренција? Затоа што не ги враќаме луѓето. Нас ни е најбитно клиентот да биде среќен. Не наплаќаме процентот за работката, само го препуштаме во професионални раце и велиме дека таа програма може да ви ја заврши ова компанија. Кај нас можете за овие 3-4 програми, а за овие останатите ќе се обратите кај стручните лица од нашата конкурентска фирма. Да. Ете, гледаш какви ситуации не се случват по собрањето. Ти Најубави. реков спонтано ќе биде, значи имаме таксиско застана на 4 ленти. Така. Не клавам камера надвор заради еве вакви ситуации. Треба некој друг да си преземе или да. Таксистите, значи апел. Вака малце менваме со тема во тема. Ако. Дали е спонтано апел, не вртете на две полни, ве молам. Значи зошто? Кога има раскрсници. Океј, да продолжиме понатаму со муабетот. Сега за да стигнеш до оваа позиција кај што си ти, треба искуство, така твоето искуство поминало Точно. во животот на многу полиња. Па малку да се запознаеме поблиску. Почна тука во Битола. Како професор, јас те знам по англиски јазик, мислам, така знам, така те зачнав да речем се, да видиме како се развиваше понатаму. Знам дека беше и PR, работеше, така те имаше на повеќе области, па и да видиме што се си работела за да стигнеш до ова што си денес и веќе да придонесе за развојот на компаниите и економијата во Македонија, така? Па секој придонесе добре дојден. Една капка во морето ќе го направи капка по капка морето. Да. Така да многу е битно сите ние конструктивно да размислуваме и да сите врвиме придонесуваме. по некој пат така што малце Така ќе се е. изгориш, малце ќе ти биде убаво, едно друго од искуството си учиш, што е лошо, што е добро. Така е. И веќе ти стигна на позиција кај што вистина се гордеам што те знам дека си тука. Фала ти многу. Значи јас во последните 6 години живеам во Скопје, имам канцеларија во Тафталиџе во Скопје и си направив битолска шема во Тафталиџе. Што значи битолска шема? Во зградата во која што живеам, на 5 метри ми е канцеларијата, околу мене се маркетите, матичниот лекар, заварот, фризерот, шминкерот. И не ме речеш дека сите се битолчани. Не, само јас сум битолчанка, ама како битолчанка до коска, значи многу го ме прифатија скопјани. Ама и не го смена дијалектот, обично одат на Скопје малце менват дијалект. Не, дијалектот не го сменвам, ама се изборам литературно македонски кој ќе сум на официјални состаноци, Да. ти сепак еден интелектуалец, Така е. треба да го познава добро својот високо литературен јазик Така и е. треба да го говори на некои официјални состаноци.
Иначе работев и долг период како новинар. Да. Значи, моето прекрасно искуство со НАТО сајтот, ангажирана од америчка програма за известување од Балканот и поминав прекрасно со над 100 новинари од Балканот. Така да тоа искуство е нешто што не е заменливо и ме промени како карактер. Морам Сега- да ја споменам мисијата во Турција, бев значи во Таксим, во Немирите, известував од таму и она што го видов со мои очи како воен период каде братот едноставно не се грижи за братот и пука во братот, тоа е нешто што те менува од корен како човек и сваќаш колку еден човечки ум може да биде деструктивен или конструктивен. Така е. И сега кога сме веќе кај новинарството, ова е многу убава тема. Си работела истражувачко новинарство. Што мислиш за новинарството кај нас генерално во Македонија? Дали постои такво истражувачко новинарство се уште, дали имаме некој квалитет на новинарство или се уште се водиме на копи-пейст? Еш еден ќе објави па ќе ја преземат веста и истиот тест го читаш Да. на 50 портали. Значи, имам повеќе забелешки, бидејќи оние обуки кои ги поминавме преку НАТО програмата беа како да се биде професионален новинар. Да. Јас немам завршено новинарство, имам завршено индустријска инженерија, графички факултет и сум MBA магистар по менеджмент, бизнис и администрација. Но новинарството после сите тие обуки многу солидно го разбирам и ги разбирам и правилата на игра. Значи, новинарите во Македонија се на добро ниво, но не се на завидно ниво. Голем број од известувачи, не можам да ги наречам новинари, или дописници да ги наречам, не ја проверуваат информацијата и бесконечно многу дезинформации се појавуваат во многу дневни официјални гласила, што е лошо и за самата редакција. Од која причина? Од причина што паѓа рейтингот во однос на вистинитоста на информацијата. Да. Еве сега го поврзувам тоа со мојата работа. Шпекулиране фондот за иновации, на пример, од една млада личност, која што јас ја комуницирав и го замолив да се преслуша и уште еднаш да се провери, за да не пласира дезинформации, бидејќи со притисок е невозможно да се заврши било каква работа, туку едноставно и со шпекулации, туку едноставно со професионалност. Станува збор за еден проект кој што му е одобрен, многу мал грант е, значи многу мал грант е 30.000 евра, во фондот за иновации може да земите грант од 400.000 евра. Можете да земите грант од 120.000 евра, во зависност од тоа каков продукт или каква активност сакате вие да биде грантирана, да биде поддржана, кофинансирана. И сега тој млад човек направил солидна апликација, потпишал договор, добил правилник за спроведување, го направил продуктот, со продуктот е многу горд и е прекрасен продукт, се работи за едукативен некоја апликација, софтверско решение, едукативен продукт за деца, за млади. Тоа е прекрасно да го имаме, но не ги следел правилата како да ги направи набавките, договорите, а во секој договор од Фондот за иновации имате 5 клаузули задолжителни. Едниот од тие е корупција, другиот е перење пари, третиот е обврзување на надворешна ревизија и четвртиот е наследење на сите правила и интелектуалната собственост. Значи, ако не ги задоволите условите кои што ви се поставени, не одговорите на вашиот договор, кој што сте го склучиле со фондот, немате право да го судите фондот и да го шпекулирате. Така е. Во оваа ситуација има снимено дечкото видео. Јас како стручно лице надворешно немаше потреба да се информирам, нити некој ќе ми даде информација. Од неговото видео констатирав дека многу солидна ревизорска надворешна куќа го моли да ги среди документите, тој не сака, бидејќи вели продуктот е битен, а документи не ви требаат. И тука самиот ќе ги изгуби тие 30.000 евра, веќе фондот му ги бара назад, што никогаш се нема случено откако постои фондот веќе 5 години. Да, значи прв пат имате таква ситуација. Може би нешто прекјутно и тивко се има вако случајно, но прв пат вака на ваков начин се случува и тука има една тензија, едно однесување од дечкото кое што прави сомнеш кај оние кои што го следат. Добро, И да. продолжуваат да шпекулираат, а во суштина треба да ги охрабриме луѓето да аплицираат и да ги земат парите кои што оваа држава ги дава за нив. Така, значи тие се фондот од нашата држава, така? Фондот е различни буџети, но сепак има и од буџетот на државата. Значи фондот за иновации и технолошки развој и тој е најуспешен фонд на Балканот. Има фонд и во Србија, во Бугарија почна лани.
има и во Албанија, но фондот во Македонија е прекрасен и е оценет од странски меѓународни релевантни институции како најдобар фонд во моментов на Балканот. Одлично, тоа е многу убава вест и се сакам да знам, бидејќи те се работи за исклучително добар, да речеме, фонд за иновации, кои фирми битолски се поддржани? Ги има Ако доста. смееме да ги кажеме. Ги има доста од Битола, некои сум ги сработила јас, некои не се сработени од моја страна. Значи може да го спомниме Бак пивото кој доби 2 пати грант. Тоа беше со поддршка од мојот тим. Не наплативме ништо од дечките. Битолско пиво, да. Битолското пиво, да, кај нив имаше малце проблеми, не сакаја, не го разбираам моментот со стандарди, ама после тоа рекоа, да бе, стандардите ни се многу битни и многу неопходни и тоа е нивната заштита за да може тоа пиво понатака да патува и да ги заштити со дека се е квалитетно и дека се е проверено. Од било која храна може да се случи некое тровање или проблем. Значи сепак се тие стандарди кои што ги спомнуваш дека се и за општо добро, така, значи не се тие само ја штитат прво компанијата и надвор во надворешната соработка докажуваат сериозност на компанијата. Да. Така да и клиентот може да поверува во нивната сериозност и проверка и контрола на продуктот заради самите тие сертификати од стандарди. Да, значи излегла да речем некоја компанија така надвор од границите на Македонија преку вакви фондови. Да. Да речем да ги пласира производите негде странство, да го зголеми пазарот. Секако многу мои компании со кои што соработував, ќе ви ги спомнам накратко. Сакам да го спомнам и фотоволтаикот кој што е флат поставен на стрешница и веќе се произведува и зад него стои фирмата битолска MZ Engineering. Да. Тука бев во помал обем соработник, но битолски консултант исто си ја спроведе постапката и тие веќе фабриката ја направија и производот го извадија. Исто ММ пак фирмата сега доби грант, тоа е битолска компанија од текстилна индустрија, ќе прави сублимација, печатење на шо сакате, на било какви брендови, тие се во технолошкиот развој, не се во иновации, на теписи, крпи за хотели и така натаму, на облека која што е хигиенска, како што беше во време на короната, да знаеме значи од кој сектор е докторот, сестрата. Од сите беа во бело и едноставно како марсовци сите исти. Така да има нели одбележување, брендирање, боја од друга. И се многу битно е за фирмите кои што сакаат да пристапат кон вас, како да пристапат, како да ви стигнат до вас, кој е контактот, кој е начинот да се стигне до тоа нешто? Има многу информации по дневните гласила, има многу информации на сајтовите на фондот. Мојата консултантска куќа, значи Сетим Консалтинг, е една од 14 фирми кои што екосистемот, проектот на USAID ги препозна како консултанти на теренот кои што можат да помогнат во една ваква ситуација и таа листа е од јавен карактер и може да се најде на Фондот за иновации. Сега бидејќи долго време сум јас во ова работа, не сум само со Фондот за иновации, туку и со капитални инвестиции, и со ИПАРД, и со ИПАТ Cross Border. Кај мене веќе со референците се и историјатот е богат, веќе оди со усмена препорака. Значи наш клиент кажува, ние многу имавме убава соработка со таа и таа компанија и ве молам. Ако некој мене ме контактира преку југото, можеме да го испратиме кај тебе? Како не, во секое време. Попусти имаме 50% од цената за женски компании, тоа е многу интересно. Добро, ете убави се тие акции да слушниме. Еднаш 2 пати годината, значи кога ќе ни се допадне проект за некој млад човек кој нема компанија, му даваме бесплатна апликација. Така да имаме и такви можности како општествена одговорност, така. Да се почне нов бизнис, така да се да ги поттикнеме. И целта е уствари на цело ова да се задржат младите во Македонија, така, да живеат тука и да работат тука и тука да стваруваат, да создаваат, да речам, се што има, да речам, и креативни што се и наумно што сакаат да го создадат, можат да го направат тука во нашата држава. Се уште интересно ми е да се спомни за нели самите, чека да излеземе се малку од ова гужвата. Имаш жмигавец? Имам жмигавец. Не го слушам. Еве слушај. Абе брчи многу југоци. Уво јас уживам да ти кажам. И топличко, јас мислам ќе ни студи затоа како бабар сум облечена. Некогаш. Ма супер си како бабар. Нели во најава на бабарите. И празнично вака да се во ведено ми да
бабарски. Сакам да кажам овој парното малце, така некој хладно, некој топло, ма сепа се погоди топлото во А, повеќе. вентилира. Вентилира. Клак. Да, сам да кажам, интересно да се знае за овие фондови, дали еднаш една фирма може да го добие или може да добие повеќе пати, ако доколку има, да речеме, повеќе иновации. Многу интересно прашање и значи имам компании со кои што 7 пати од различни програми сме добиле грантови и фирмата во 3-4 години е дуплирана. И многу се среќни и нашите клиенти, а и ние со нив. Затоа што сите заработуваме и тоа е добитна комбинација и исто така, нели, фондовите програмите ги промовираат и се фалат со нив. Да. Една од тие компании се наоѓа во село Косел, се вика ФЕЦ и компанијата ФЕЦ е во метална индустрија, е строго извозно ориентирана и работи глобално. Произведуваат слайдери. Се слайдери ништо не му значи на никој. Јас едвам се снајдам да го разберам проектот. Некакви лизгачи. Тоа се лизгачи за големи товари, за бродоградилишта, за производство во автомобилска индустрија и сега досега луѓето работеа со линеарни телескопски, сега ќе произведуваат и кафези и втор пат бидејќи имате de minimis, така се вика правилото, минимален износ, фактички се збора за максималниот грант од државна програма 200.000 евра, после 2 години повторно може да аплицирате. И со ова компанија ние 2 пати имаме веќе таков проект голем и исто така работиме на ИПАРТ проект, исто така работевме на капитални инвестиции и од сите програми, бидејќи е многу солидна компанијата, имаме грантови. Да. Исто така имам со нешто што сакам многу да се пофалам, во Лабуништа тоа беше работилница и сега му бев на честитање пред неколку дена, преминуваат во индустрија. Значи тоа се татко и тројца браќа, таткото им почина за жал минатата година и од една работилница со бор машини, со голема мака, труд, посветеност, стигнуваат да прават иноксни огради и сега се работуваат и со некои фирми што градат згради. Да. Така да и извозно се ориентирани и тие, еве го и одговорот на претходното прашање дали некој извезува, и извозно се ориентирани и сега направивме фабрика, во фабриката купија најмодерни машини, ласери, компресори и сето тоа оди во една сосема друга насока индустриализација. И го следиме планот на Европска унија за зелени вработувања, зелениот план, а понатаму ќе работиме и на нивната циркуларна економија, а воведуваме и медицински стандард. Се што е од инокс, веќе да добие стандард за продажба во болници, во фармација, во производители на лекови и така натаму. Сега ова што го кажуваш доста мотивирачки делува. Ама јас сепак мислам дека има луѓе кај нас кои се скептици, па како да се мотивираат за да стигнат вака да направат еден чекор за да можат да си го зголемат бизнисот на некој начин. Тешко прашање. Прашањето е малце со покомплексен одговор. Значи ова прашање и јас често си го поставувам. Кога ќе застанам пред мојот син и мојата ќерка, со сето ова што јас го поминав и велам секако да ги советувам. Од сето она што го научивме пред короната пуќе не важи. Економијата прво не важи. Се смена, да. Се смени, се оди на дигитализација, има исто така препорака од Европска унија вели ако не сте дигитализирани, осудени сте да пропадне вашиот бизнис. Да. Така да сите ние треба заедно да се менуваме, а во Македонија дефинитивно од најстар до најмал мора да се менуваме и да мислиме за утре, а не да се замараме кој што направи, кој што рече, кој дали направи и не сме ни сигурни во тоа што го збораме. Значи многу време се губи на негативна енергија која на никој нема од корис. Точно. Или кога ќе се збора корупција, не вервај во попоите, не вервај во црквата, немој да правиш пријателство со некој што е во политика, значи тоа е апсурд. Ние мора да почнеме прво да си веруваме себе си, потоа да му веруваме на братот, па да веруваме и во државата. Така да, за да одиме напред. Така е, значи вербата ни треба на сите. Храброста, вербата и многу знаење. Без знаење ништо не правиме. Неќе да ги знаат законите, сакат се по заобиколница, без законие имало периоди, да, ние се создаваме сега како една силна држава, ние секој чекор нас ни е многу битен. Да. Ама сепак треба и ние да придонесеме за нешто. Секој. Ние не можеме да речеме не ничини владата, оти владата ние ја изгласавме, ние сме тие. Брат, сестра, да. Браче, сите се таму, наши луѓе се тие. Тие не дојдоа странци да ни ја водат државата. Така
така е, тие се луѓе Ние кои си што живеат јаваме. во Македонија, во нашата држава Да, и наши се. нашите браќа и сестри се таму. Да. Така да ние сме тоа. И кога би ги смениле, пак ќе бидат истите. Значи ние сите треба заедно да се менуваме за да одиме напред. И да ги фалиме добрите дела. Не само да се глупираме дали воопшто е вистините тоа што го збораме. Значи ние се базираме на шпекулации. Да. И сега бидејќи јас не се базирам на шпекулации, секојаш имам супер гости, се тука малце Да, ќе така е. позастанам, а во меѓувреме ќе се ги пофалам сите мои поддржувачи кои што се општествено одговорни компании и вистина му сум бескрено благодарен за целата поддршка која што ми ја даде да можам да го реализирам ова Пред да го југо. слушниме тоа, може да се пожалам? Може. Кафе не ми даде. Ќе ти дам хел. Ами јас ти носам, сега ќе ти давам. Готово, Значи, истрчав. еве го. Да, ова е цело поклонче од сите мои спонзори, сега вака ги клавам во еден поклон, значи само вака подржи виш колку тежи. Тежи, Тежи. кило и пол. Кило и пол. Внатре имаш хел. Значи ако сакаш сега може да се отвориш да се напиеш, да се одбереш вкус кој сакаш, тоа е од лубенца. О, И другиот- ватермелон. Ако ти фали летото, едниот е самар. Да. Добро. Да, имаш ваучер од 5+. Тоа е печот доколку чуваш миленичиња, можеш да му купиш нешто. Добро. Ете така. Имаш ваучер од Apollo бутикот. Или ајде да видиме што ти извадиш, ете го Apollo тоа е. Можеш да си купиш кошулче. ако Кажи, имам сакаш. работено си на брифирање, така да ме бидува. Ајде да видиме како ќе изгледа сега тоа пред камера. Значи како Игор Джамбазов и Натали, знаеш? Во бингото. Ама јас не давам. Уствари, ќе ги дам сите. Ајде, Ајде, следно. така ти види, следно ни автоперална Аква. Тука имаш бесплатно перење на возилото, знам дека си шофер. Голем. Голем шофер, да. За големо возило. Ето е Јоцо Solution. Јоцо веќе ми стана и близок другар. Покрај вака, покрај југото почнавме да работуваме, веќе почнавме да се дружиме. Тој работи со 3D принтинг, значи тоа е некоја иновација. Одлично. Тука може да се споите, дечкото е многу креативен. Тоа е во едно пакетче заедно од Кебуцо Кинг, заедно оди со една формула овде. Аха. Вака, ова е каков пакет. Тоа су Добро. герчето и ова ти е за маската да се избришиш во колата. Убајна. Да ти биде чиста. Имаш миривче од Кебуцо Кинг. И што имаше друго од Минтинс имаш. Има уште нешто? А, да, Попуст. миривчето е тоа. Да, 10 евра Добро. попуст од Минтинс имаш за осигурување, патничко, здравствено, било какво сакаш на домот, на едно Еве на го. друго. Да, тоа е Минтинс, моите пријатели. Сега тука не знам дали заборавивме некој, излези некој, ако не ги заборавиме ги има на Телоп, али тука се Јака Травел, тука се Порталот Разбуди се, Коруновска, Singing Music и така натаму ги имаме сите се, ако изоставив некој, извинете луѓе, вистина многу сам. Треба вака цело време велам едно ливче ќе си залепам овде на колата за да ги памтам. Па треба. Да, ама ги имам на Или Телоп. мобилниот, да. Ги имам на Телоп и вистина бескрено му сум благодарен. Јас се ќе да замолам вака се. Ајде. Јас многу сум благодарна на подароците, ама бидејќи се денови кога се дарува, Да. овие сите подароци мислам дека на некој млад таксист ќе му завршат поќе работа отколку мене. Готово. И пошто јас донесов едно коледарско пакетче, сакам да го поделиме низ битола. Ќе го поделиме одма, одиме Да. да поделиме подарачиња, бидејќи да, такви се празниците, вистина супер е да си направиме едно, Така да си даруваме. да си даруваме, памтиш тоа видео? Со другарите што си даруваме? Си Не. подараме со другарите. Не го знам тоа. Кој празник го прославувате, му вели анкета на широк сокак? Така? Кој празник го прославувате? Ѓурѓо, овој не како беше Свети Трифун или Валентин? Овој му вели Ѓурѓовден. Добар И е. што правите му вели се Ѓурѓовден, па си подараме со другарите. Ето и ние така сега. Има во Библијата една фраза, вели, радоста е на тој што дарува. Така Да. да дајме не да си се израдваме, да даруваме, па кој ќе се израдва друг, ќе видиме. Да, и сега ако најдеме вака успот некој таксист паркиран, ќе застанеме и Да. ќе му го дајме, ако не, од кој ќе застанеме се Да, да не го... да видиме некој помлад. А во меѓувреме сакам онака, бидејќи сме и пред крајот на самата емисија, минута до 2, не мора ни толку да те ограничам, како сакаш, значи поздрав до гледачите што ќе не гледаат и ете, бидејќи стално шириш со позитивна енергија, една позитивна порака на крајот за да го заклучиме интервјуто. Пораката која што секогаш ја кажувам и кога предавам во Бас Академија ме ангажираат како човек од пракса, како клиничар и младите многу често прашуваат како да успеам, е прво да се сакате себе си. Откако ќе се засакате себе си, да се почитувате себе си. Оти човек што се почитува себе си, остава добар впечаток во околината. Е добар човек, е коректен човек, е квалификуван и да си ја сакате професијата
Што ја работите? Значи, имате две крајности. Или ја сакате професијата и нема поќе ограничување на работно време, вие работите нон-стоп и тоа ќе ви ги донеси резултатите и успехот, или ако не ја сакате професијата, бегајте што побрзо, оди секој ќе бегате и никој пат нема да бидете успешни. Точно. А вака мислам дека ова е вистинското нешто што можам да го кажам баш за овие празници, како подарок да размислуваат, особено младите, во која насока да им се движи животот. А пари има секаде. Во секој бизнис има пари. И дур сме здрави и живи, имаме Така. 22 нозе, можеме е. да работиме, така да, мислам дека секој треба да си го следи срцето, она што го прави исполне, тоа да го работи. Јас од личен пример ќе го кажам, бидејќи имав искуство кај што работев нешто кое што не сакав да го работам, реално работев за плата, нормално си платам дома сметки и останато и да можам да преживеам и се чувствував многу мизерно. Значи, не бев исполнет, духот не ми беше исполнет, едноставно, знаеш, цел живот ќе бидеме на работа, така? Така е. Барем да ни биде убаво на работа, јас тоа го велам Така е. стално. И еве, успеав, значи со труд, вистина, поминав тешки периоди, али со голем труд успеав да го работам она што сакам да го работам. И многу ми е мило што вака размислувам и многу ми е мило што те познавам и што знам луѓе кои што И мене ми е вака мило. размислуваат на овој начин и се надевам дека ќе допри до сите што ќе не гледат, па ќе ги мотивираме можеби за да постигнат нешто свое во животот. Така е. Ти си еден посебен дечко и многу ми е драго што одиш нон-стоп со нешто посебно, нешто што луѓето го препознават и ти Ама така посакувам спонтано, тоа не дека го голем мислам. успех. Фала, во Клодија, ма животот. вистина, спонтано ми се случуваат некако работите, ама веројатно е до вербата што ја До спомнам. вербата е. Верувам во тоа што го сакам и се трудам да го направам. Има една изрека, вели, никој не е имун на љубов, а ќе го спомниме и Ван Гог, кој што вели, се што е направено со љубов е направено добро. И само уште еден христијански поздрав, Христос се роди, Вистина се роди. за многу години, до сите наши сограѓани христијани и се најубаво до сите останати. Одлично, да. Сега сме тука ние кај сатот, ова беше мислам супер за крај, одлична порака, ем христијанска, ем реална. Ќе побараме таксист, тука сме кај сатот ветува, можеби нема да го имаме на камера, ама ајде ќе свртаме едно кругче, ај уште една минутка, свртаме едно пола. кругче. Да побараме некој. Еве дечиња имаме, да му дајме коледарче. Да му дајме. Чекајте ма, чекај. Добар ден, да ви дајме сакаме поклони за Коледа, може? За дечињата? Ве сретнат, мајде, која е Клодија? Ова? Тие со другото, тоа е Ова? твоето, Добро. Коледе, ова другото има внатре пакетчина, дај ми Ајде, по две. povedете. Може Од сите. југо емисијата. Да, со другарчина поделете ги. Фала ви, ајде, поздрав, среќен Чао, Божик, среќен Божик. Ајде. Одлично, гледаш како си најдовме од младечиња. Одма. И ова стармо уште за таксист, така? За таксист, да. Вистина, повеќе за коли има работи внатре, помашки некако Ами, се. осигурување, коли, има сигурно девојка или жена. Добро, така, се и се во најде. Аполо има да си да си купиш женски алишта. Да. Убајна. Убајна. Се знам и со газдарицата од Аполо, се знам и со Буцо, Витолчанка до Коска, рековме. Така е, поздрав до сите тие. Поздрав. Е, сега гужва не фати тука ништо, ќе се одјавиме, ќе најдеме такси, светувам. Ќе се сликаме за Најдено. стори. Најдено. Поздрав до сите, фала што не гледавте. Клодија, фала дека ми беше гостинка. Фала и Одлична тебе. енергија ми донесе во југото, се заслужи едно кафе да се напиеме негде така, пошто кафе не ти дадов. Мораш да ми даш. Секој час там едно кафе, обавезно. Чао, чао на сите. Чао. A few moments later. Дојдовме до таксист. Ајде, таксистот. Здраво, за многу години. Ова е емисијата со Југо. Мојот подарок сакам да ви го дам бас. За многу години. За многу години Христос среќни се роди. празници. Среќни празници. Се најбо. Ајде, малку гужва направивме, извинете луѓе, али ете го дадовме поклонот, најдовме Ама таксист. направивме кејф. Направивме кеф, да, дури вака зачудено, знаеш, луѓето дури заборават како е да добијат поклон, така, значи чудно е да Само добрината не ја калкулираат луѓето. Ето така, да. Уште еднаш ќе речеме чао сега. Чао. Ајде, чао, бидете добри.